Добар ден. Денес ќе зборуваме за Јона. Ја знаете случката, Јона е прилично интересна книга за читање, лесно се чита, брзо се чита. Настаните ги знаете кои што се опишани во оваа книга. Бидејќи книгата е мала и како што кажавме лесно се памти. Книгата започнува со Божјата порака која што е испратена до Ниневија преку пророкот Јона. Јона не сака да оди во Ниневија и се упатува во Тарсис. Се качува на еден брод и бродот го зафаќа бура и во еден момент морнарите дознаваат дека главниот виновник за оваа бура е Јона, пробуваат да го спасат, но кога сите надежи пропаѓаат за неговото спасување, тие го фрлаат во водата за да се спаси бродот и бурата стивнува. Господ му ја испраќа неговата помош на Јона, праќа една голема риба и го враќа назад на копно. Потоа Јона оди во Ниневија, проповеда, ниневјаните се обраќаат кон Господ и во 3-та и во 4-та глава гледаме во 4-та глава гледаме еден диалог помеѓу Јона и Бог, диалог кој што треба да го открие лицемерието на Јона и треба да потикне кај него сочувствителност. Значи не е запишано кој е авторот на книгата. А веројатно е Јона. Некои спорат дека Јона затоа што е напишана во трето лице, што е но тоа е типично во античко време, сите писатели пишувале во трето лице. И дополнителен факт е тоа што книгата содржи лични искуства, лични молитви, искуства, чувства, опис на личните чувства, лутина, очај и таа молитва која што е искажана од внатрешноста на рибата. И начинот на кој што почнува, Господовото слово му дојде на Јона, е ист како и кај другите пророчки книги, кои што биле автори, тие пророци биле автори на нивните книги. Некои сметаат дека ова не е вистинска случка, туку само алегорија. Веројатно поради тоа што се опишани многу необични нешта, многу необични чуда кои што се случиле. Или пак се срамат затоа што низ дебатите кои што се водат многу често атеистите ги смеваат христијаните заради тоа што веруваат во чудата на оваа книга. За нас христијаните тоа не би требало да биде чудно, кога ние веќе сме поверувале дека Господ воскреснал од мртвите, зошто не би можеле да поверуваме во чудата кои што се опишани во оваа книга. Кога веруваме дека Бог го создал светот од ништо, тоа е невозможно, физички е невозможно, но тоа е Божјо чудо и ние веруваме во тоа. Зошто не би верувале во други чуда кои што Бог ги извршил, затоа што некои тврдат дека биле биолошки невозможни. Сите пророчки книги се фокусираат обично на пораката која што Бог ја праќа до пророкот. Но оваа книга повеќе се занимава со самиот пророк отколку со пораката која што тој ја пренесува. Иако книгата зборува за пророкот, сепак многу гласно зборува и за Божјото срце, зборува за Божјиот карактер. Го открива Божјото сочувствително срце, неговата љубов кон другите народи, кон неевреите. Бог не ужива во смртта на безбожникот. Тоа би било пораката, главната порака на оваа книга. Бог е сочувствителен, Бог не ужива во смртта на безбожникот. Бог сака сите да се спасат од неговата благодат, од неговата општа благодат, би кажал,
секој човек црпи и секој човек е жив поради неговата добрина. Интересно е во 3 глава, кога Јона отворено признава зошто не сакал да оди во Ниневија, му вели на Господ: јас знаем дека ти си милостив и дека ги спасуваш другите луѓе. И ова е многу слично со начинот на кој што Бог му се открива на Мојсей. Јахве Господ, Бог дарежлив и милостив, долготрпелив на гнев, многу милостив и вистински. Искажува милост на илјадници, проштава опакост, грев и престап. И она многу добро го знаел ова. Значи, действото се случува во 8 век, некаде после Соломон и поделбата на царството, веднаш после Илија и Елисеј. За времето на вториот Јеровоам, кој што бил лош цар, го вовел идолопоклонството во Израел и сепак во негово време имало просперитет и тој просперитет е само резултат на Божјата милост. Тој просперитет не е затоа што Израел го заслужил тоа, туку самиот Бог кажува јасно во Втора царства, објавува дека се тоа што се случува е резултат на Божјата милост, на Божјата љубов кон нив, за да не ги искорени. Јона бил еден од, кажавме, од неговите пророци и му пророкувал просперитет и проширување на територијата на Израел. Што и навистина се случило. Израел бил проширен до границите од времето на Давид и Соломон. И Јона бил согласен да пророкува за просперитетот на својот народ, а не сакал да оди да ја проповеда Божјата порака и да проповеда спасение за другите народи. Не сакал Бог да ги благословува другите народи, сакал да го благословува Израел, но другите народи не. Освен идолопоклонство, во негово време влада и голема апатија. Многу слично на современото општество денеска. Религиозноста била многу површна и луѓето биле заведени од тоа идолопоклонство, кое што веројатно дошло преку трговските врски кои што ги имале развиено со другите народи. И таа апатија која што ја има целото општество, ја има и Јона. Она што му е важно на Јона е победа врз нивниот политички непријател, тоа е Асирија. И делува така, делува политички. Него му е важно да тие луѓе кои што се непријателите на Израел бидат уништени и не му е важна Божјата порака, не му е важно мисијата која што Бог му ја дава. Инаку името Јона значи гулаб. Знаеме дека во античко време гулавите биле користени за пренесување на порака. Не знам ова дали е случајно или не. И дали има врска со таа символика, не сум сигурен. И Јона е од Гат Ефер. Тоа е блиску до Ерусалим, односно до Назарет. Тоа е Северното царство. Бил пророк од Галилеја и ова е малку чудно, затоа што фарисеите, кога се расправаат помеѓу себе за Исус, велат нема пророк од Галилеја. Провери ги писмата и истражи дека досега пророк од Галилеја немало. Или сгрешиле во однос на тоа, или едноставно не го сметале Јона за пророк. Што е впечатливо за Јона, како се разликува од другите пророци? Неговата служба е надвор од Израел, што е шокантно. Обично се очекува да нивната служба на пророците да биде во рамките на Израел. Јона е непослушен, што е исто чудно,
бидејќи излегува од тој шаблон кој што ние си го градиме за другите пророци, дека пророците секогаш се послушни, и она не влегува во тој шаблон на послушни луѓе, за пророците ние обично сметаме дека се херои, дека се така се представени како модел гледаме кога го читаме Стариот Завет, како модел гледаме на нивното делување, на нивниот лик. И она не влегува во тој шаблон. Тој е непослушен. И Бог не го отфрла како што ние би очекувале, туку му го спасува животот. И сепак одлучил да го употреби како што однапред определил. Тука е многу жешко. Краси вели дека не било жешко, туку било заради баш само оваа позиција тука било топло. Да. Ама климата работи. Ако успешноста на другите пророци ја мериме по резултатите, тогаш Јона би бил најуспешниот пророк, затоа што имал најмногу резултати. Ниту еден од другите пророци немал толков успех. Морнарите се обратиле кон Бог, цел град се обратил кон Бог, и тоа преку еден непослушен пророк, преку порака од 5 збора. Каде и да одел Јона имало духовно пробудување. Сите други пророци биле прогонувани, убивани, а Јона е едно размазено пророче кој што Бог му дава успех. Тој е непослушен и покрај се Бог му искажува милост. Јона е репрезентација на целиот Израел во тоа време. Израел бил таков. Израел беше неволен да ја извршува мисијата заради која што беше одбран. Израел требаше да биде светлина на другите народи, да го проповеда спасението на другите народи, но не го правеше тоа. И не се покајува Израел ниту покрај сите собствени пророци. Луѓето во Ниневија се покајаа преку една порака на еден странец. Израел требаше да научи дека Божјата љубов и милост се протега и надвор од границите на Израел. Господовото слово му дојде на Јона, синот Аматиев, и му рече: стани, оди во Ниневија, град голем, и викај против него, зашто нивното зло се воздигна пред моето лице. Ниневија, тоа е главен град, во тоа време било главен град на Асирија, денешен Ирак, и веројатно најголем град во светот од тоа време. Обиколката на градот било околу 130 километри, заедно со предградието. Основан е од Нимрод, кој што е спомнат во Битие 10. Нимрод е еден од правнуците на Ное. Пишува: од Хус се роди Нимрод, кој стана прв велемокник во земјата. Тој беше добар ловец пред Господа, затоа се вели голем ловец пред Господа, како Нимрод. Во почетокот тој царуваше над Вавилон, Ерех и Акат и Халне во Сенарската земја. Од таа земја излезе Асур, односно Асирија, и ги изгради Ниневија, Ровотир, Халах, Ресен, меѓу Ниневија и Халах, што е голем град. Асирците биле најбруталните народи во историјата. Тие биле познати по својата суровост. Тие биле специјалисти за тортура. Тие го измислиле раснувањето на крст, кој што подоцна римјаните го усвоиле, го усовршиле, и секако тоа било моќно политичко средство кое што народите низ историјата го користеле за контрола на луѓето. Асирците дереле живи луѓе и ги закачувале нивните кожи на портите на нивните градови, и кога Асирија решила да нападне некој град, да постави опсада, обично градовите се предавале без борба, затоа што знаеле што ги чека, знаеле што следува. И сите опсади кои што асирците ги поставиле, сите опсади биле успешни, сите градови паднале, освен еден, освен Ерусалим. Тоа е моментот кога ангел Господов погубува 180.000 луѓе
во нивниот логор. И го гледаме нивниот цар како се фали за неговите успеси, за неговите походи во Втора царство 19 глава. Тогаш Сенахим испрати пак пратеници за да му кажат на Езекија: речете му вака на јудејскиот цар Езекија: нека не те мами твојот Бог во кого се надеваш, велејки: Ерусалим нема да падне во раците на асирскиот цар. Ти знаеш што им направи асирските цареви на сите земји, предавајќи ги во проклетство, а ти ли ќе се спасиш? Дали боговите ги спасија народите што моите татковци ги уништија? Госанците, харанците, ресевците, еденците во Тел Асар. Каде е Мацкиот цар? Каде е Арфатскиот цар? Тие биле многу самоуверени во тоа што го правеле. Навистина каде поставувале обсада, градовите паѓале, луѓето се плашеле од нив. Тие се болката на тогашниот антички свет. Тука можеме да ја видиме причината, можеби, зошто Јона ги мрази. Тој народ, според него, тој народ што не треба да постои. На такви луѓе Бог простува. Тоа е причината. Како може Бог да им прости на овие зверови? Тие биле глобален проблем што требало да се елиминира, да се реши, а не да се остави. А Јона стана за да побегне во Тарсис од Господовото присуство. Слезе во Јафа и најде брод што пловеше во Тарсис. Го плати во зењето и слегна во него за да отплови со нив во Тарсис, далеко од Господовото присуство. Тарсис е најдалечната точка од Ниневија. Значи, ако Ниневија е северо-западно, 800 км северо-западно од Ерусалим, Тарсис е на западниот брег на Шпанија, на 4000 км од Ниневија. Значи, ако Јона знаел дека постои Америка, веројатно и би отишел и во Америка. Тарсис бил крајот на светот. Избира да бега со брод, што е многу чудно. Семитските народи, евреите, не биле морепловци. И за нив морето представувал хаос и несигурност, затоа што имало многу поморски несреќи, имало напади од пирати. Едноставно зависиш кога во античко време кога патуваш со брод, зависиш од времето. Ако има временски неприлики, ако дува ветер кој што е неповолен, може да те однесе на сред море, да останеш без храна, без вода. И имало многу смртни случаеви. Значи, од таму се и во филмовите кога гледаме некои антички стари бродови, кај што некои морнари ќе пресретнат некој брод, ќе се качат на него и гледаат само костури на бродот, луѓето починале, умреле. Ова кажува колку бил решителен Јона за да избега од мисијата која што Бог ја ставил пред него. Од друга страна го имаме и апостол Павле, кој што пак избира да патува со брод за да оди во мисија, не за да побегне од Божјата мисија. Јона за да избега од Божјото присуство, за да избега од службата за Бог, а Павле за да може да биде во служба за Бог. Дури Павле сами откажува дека преживеал 2 бродоломи, деноноќие на отворено море. Значи можеме да представиме колку било опасно да се патува и покрај тоа Јона патува со брод. Толку бил решителен да не ја исполни Божјата заповед. Тие се две спротиставени крајности. Едниот за да избега од мисија, другиот за да оди во мисија. Далеко од Божјото присуство. Знаеме дека географски Бог е присутен насекаде. Тоа го знал и Јона. Нема како географски да избегаш од Бог. Каде и додиш, Бог е таму. Но што значи далеко од Божјото присуство? Да бидеш во античко време, да бидеш во присуството на некој цар, да речеме во присуството на фараонот, значи да бидеш во служба на фараонот. Например, ако некој човек е во присуството на фараонот, му носи леп или му носи вино, тоа значи дека е во негова служба. На сличен начин, далеко од Божјото присуство,
Јона сака да биде далеку од Божјата мисија, далеку од службата за Бог. И Тарсис бил доволно далеку за да не може ништо да прави. Тоа било неговата надеж, ќе бидам далеку од таму кај што Господ ме испраќа. Напушта од службата си, оди, дава оставка. И тоа е неговата намера. Се скрил на дното на бродот. Но Господ фрли голем ветер, на морето и стана голема бура во морето, та мислеа дека бродот ќе се разбие. Морнарите се исплашија, секој го повика својот бог за да го олеснат, фрла во морето товарот што беше во бродот. Јона пак беше слегол на дното на бродот, легнал и заспал со цврст сон. Заповедникот на бродот му пристапи и рече: "Што е со тебе, спанко? Стани и повикувај го својот бог. Можеби тој бог ќе се спомне за нас да не загинеме." Потоа си рекоа едни на други: "Ајде да фрлиме ждрепки за да видиме заради кого ни дојде ова зло." Фрлија ждрепка и ждрепката се падна на Јона. Тогаш тие му рекоа: "Кажи ни заради кого ни дојде ова зло? Со каква работа се занимаваш? Од каде доаѓаш? Од која земја си и од кој народ?" Тој им одговори: "Јас сум евреин и се бојам од Господа, небесниот Бог кој ги направи морето и копното." Господ фрли голем ветер, ова е божествена бура. Ова не е обична бура и самите морнари кои што биле искусни можеле да направат разлика од што е обична бура, и самите приметиле дека нешто овде има нешто духовно, овде има нешто невообичаено и затоа секој од нив го повика својот бог. Јона заспал со цврст сон во каргото на бродот, најдолу. Како успеал таму да преживее е исто чудо, затоа што за време на таква бура сите ствари, целиот товар се превртува таму на брановите. Како можел да спие во такви услови е интересно. Секој го повика својот бог. Морнарите пагани, интересно е што бараат од Божиот пророк да се моли. Треба да биде обратно. Божиот пророк треба да бара од морнарите да се молат. Фрлаат ждрепки, што е многу несигурен и несоодветен начин за да ја дознаат Божјата волја, но Бог кој искористува и ова средство за да го открие виновникот, за да ја открие вината. Кога чуле за морето и за копното, веќе морнарите биле сигурни дека ова е човекот кој што е причината за невремето. За морнарите тоа е најважното, морето и копното. Мажите се исплашија многу и му рекоа: "Што е тоа што го направи? Зошто беа узнале дека тој бега од Господовото присуство?" И самиот им го раскаже тоа. Тие го прашаа: "Што да направиме со тебе за да ни се смири морето?" Зашто морето стануваше се побурно. Тој им објасни: "Земете ме и фрлете ме во морето, па ќе ви се смири морето, зашто знам дека заради мене се крена на вас оваа голема бура." Но мажите веслаа за да се вратат на копното, но не беа способни, зашто морето се креваше се побесно против нив. Тогаш го повикаа Господ и рекоа: "Господи, ти се молиме, не оставај да загинеме заради животот на овој човек и не навалувај врз нас невина крв, зашто ти, Господи, си направил како што ти е мило." И го зедоа Јона и го фрлија во морето, и морето престана да беснее. Тогаш мажите се уплашија од Господа со голем страх, да му принесоа жртва на Господа и направија заклетви. Иако изгледа како благородно тоа што самиот Јона им се нуди за спас, сепак прашањето е зошто тој сам не одлучил да скокне. Или сака да ја натовари вината за неуспешната, за пропаднатата мисија, да ја натовари врз морнарите. И овде морнарите фасцинираат со нивниот морал, со начинот на кој што го третираат Јона. Значи пробуваат да се вратат на копно, веслат назад кон копното, што е многу ризично и несигурно, затоа што може да удрат во подводни карпи и да се разбие бродот. Но тие сепак пробуваат да го спасат. Исто му се обраќаат на Бог, значи ги напуштаат нивните богови и се обраќаат на вистинскиот Бог: "Господи, ти се молиме, ти се молиме." Паганите
се свртија кон вистинскиот Бог. Јона, присуството на Јона носеше, самото присуство на Јона носеше покаяние, кај што се појавуваше. Понатаму гледаме дека морнарите не сакаат тие да бидат виновни за крвта на Јона, не сакаат тие да го убијат. И се молат, не навалувај врз нас невина крв. Принесоа жртва на Господа, кога бурата стивнала, ова било потврда за нив дека Богот на Јона е вистинскиот Бог и пренесуваат жртва и го прославуваат. Господ беше определил голема риба за да го проголта Јона. Јона беше во рибината утроба 3 дни и 3 ноќи. За рибата знаеме од текстот дека само била голема и толку. И овде завршува првата глава. И она што е впечатливо за целата книга на Јона е тоа што сите ликови делуваат спротивно од тоа што ние очекуваме да делуваат. Јона е Божи пророк, кој што е бунтовен, бега од Господовото присуство, паганските морнари се обратиле кон Бог, тие се морални, значи пробуваат да го спасат животот на Јона. Ниневјаните сите се покаяле до еден, царот, кој што во тоа време бил најмоќниот човек во тогашниот познат свет, се покајал. Сите делуваат спротивно, се е наопаку. Што е пораката? Се е наопаку во Израел. Јона е репрезентација за Израел. Јона го представува целиот Израел. Онака како што Јона бегаше од Божјото присуство 4000 километри, така и Израел избега од Бог. Го напушти Бог и престана да му служи Бог. Обично ние мислиме дека кога читаме Стариот Завет и кога ќе прочитаме дека евреите го напуштиле Бог, ние мислиме дека го затвориле храмот и веќе не му служат на Бог. Не, туку тие продолжиле да му служат, но нивното служење било формално. Не се држале за суштината, туку ги држале само ја држале формата, ги држале ритуалите и ги додале паганските богови. Ги почитуваме ние и другите богови. Нешто многу слично на денешната состојба која што ние денес, современата состојба која што денес имаме. Втората глава ја гледаме молитвата на Јона. Тогаш Јона се помоли на Господа, својот Бог од рибината утроба. Тој рече: во својата неволја извикав кон Господа и тој ме послуша. Извикав од утробата на подземјето и ти ми го чу гласот. Ти ме фрли во длабочината, во срцето на морето, водата ме обкружи, сите твои поплави и бранови минаа преку мене. Реков: отфрле сум од пред твоите очи, но сепак ќе погледнам повторно кон твојот свет храм. Водите ме обкружија, дури до душата моја, бездната ме опколи. Тревите ми завиткаа главата, слегов во корењата на планините, околу мене беа засекогаш земните лостови, но ти извади го од јама мојот живот. О Господи, Боже мој, кога изнемогна душата моја во мене, си спомнав за Господа и мојата молитва влезе при тебе, во твојот свет храм. Оние кои се придружуваат кон суетните идоли го оставија својот милосреден, а јас ќе ти принесам жртва со гласот на фалба. Што се заветував, ќе исполнам. Спасението е од Господа, тогаш Господ ти заповеда на рибата и таа го изблува Јона на копното. Значи, ова е молитва која што по својата структура наликува на псалм. Бидејќи користи термини и фрази кои што потекнуваат од псалмите, особено од псалм 18. Изгледа како една копија на псалм, како Јона да пробал да напише псалм во утробата на рибата. Дали Јона се покајал? Теолозите се поделени во толкувањето на оваа молитва. Некои сметаат дека внатре во рибата Јона се покајал, други сметаат дека не се покајал. Но ако погледнеме внимателно, нема внатре покаяние. Како оваа глава да е напишана, дури и нас
читателите да не измами дека Јона се покајал, за после во 3 и во 4 глава всушност да ја видиме суштината и да сватиме дека нема вистинско покаяние и дека ова е само една егоцентрична молитва, лажна побожност и целиот контекст на книгата не укажува на покаяние. На прв поглед го остава тој впечаток, но во суштина е многу егоцентричен. Го обвинува Бог за состојбата и се жали дека Бог му го направил сето тоа. Ти ме фрли, твоите поплави и бранови, отфрлен сум од тебе. Во суштина Јона се жали. Го обвинува Бог, но дали Бог беше тој кој што го фрли или тој самиот тоа си го направи. Овој псалм има хијастичка структура и централниот стих е отфрлен сум од твоите очи. Дали Јона навистина беше отфрлен? Бог не го отфрли, туку Бог го спаси. Му ја прати рибата за да не се удави. Јона тргна со брод за да избега од Божјото присуство, тргна во сопствена смрт, а Бог назад го врати. Го спаси и го врати назад на копното. Исто така можеме да видиме дека Јона има голема презир кон неевреите. Не се радува на нивното спасение. Поправо сака да ја види нивната смрт, отколку нивното спасение. Јона не сакаше Бог да ги благословува народите. Затоа што во 8 стих пишува: оние кои се придружуваат кон суетните идоли, тоа се тие паганите, морнарите, асирците, го оставија својот милосреден, а јас ќе ти принесам жртва со гласот на фалба. Тоа е 8 стих. Јас ќе ти принесам жртва со гласот на фалба. Ќе дадам благодарствена жртва затоа што ти ме спаси, тоа што го ветив ќе го исполнам. Ова ќе го направам затоа што ти Господе ме спаси. Но дали Бог бараше жртва? Дали на Бог му се јаде месо? Дали е тоа суштината? Амос, кој што рековме дека бил современик на Јона, во 5 глава 21, пишува: ги мразам и ги отфрлувам празниците ваши и не ги помирисувам жртвите ваши во времето на вашите прослави во собранијата. Ако ми принесете се паленица и лебен принос, нема да ги примам и нема да погледнам милостиво на благодарствената жртва од вашите угоени телиња. Отстрани ја од мене бучавата на твоите песни, зашто звуците на твојата харфа нема да ги слушам. Во суштина е милост сакам, а не жртва. И паганите, кои ќе ги споредиме паганите со Јона, гледаме еден голем контраст помеѓу нив и Јона. Тие беа оние кои што имаа сочувство кон Јона. Тие сакаа гревот да биде најден, да биде исповеден. Тие веслаа назад за да го спасат Јона. Ги оставија нивните богови и се обратија кон вистинскиот Бог. А Јона лицемерно се издигнува себе си, едноставно бидејќи евреин, само поради тоа. И сето тоа е лажна побожност и личи на вистинската побожност затоа што се користи речникот псалмите. Побожноста може да се имитира со речник. За разлика од псалмите кои се богоцентрични и се фокусираат на Божиот карактер, на Божјата добрина, псалмот на Јона е егоцентричен. Се фокусира на неговата собствена неволја, нема внатре покаяние, нема жалење за сопствениот грев. Можел да се исповеда, можел да побара прошка, но тоа не го направил. Во глава 3 Господовото слово му дојде втор пат на Јона и му рече: стани, оди во Ниневија, голем град, прогласи ја проповедта во него, што ќе ти ја речем. Јона стана и отиде во Ниневија според Господовото слово. Ниневија беше многу голем град, 3 дни одење. Кога Јона почна да влегува во градот, проповедувајќи велеш: уште 40 денови и Ниневија ќе биде уништена. Ова е проповед од 5 збора.
каде е сочувањето со гревот? Каде е Божиот карактер? Каде е повикот кон покаяние? Каде Јона им кажува за Божите атрибути? Каде ги повикува да се покајат, да се вратат кон Господ? Ова е најкратката и би кажал, најфалична проповед, но всушност не е ни проповед, туку е само изрекување на осуда. Всушност, Јона не проповеда, туку им одбројува 40 дена ќе бидете уништени, 39, 38, 30, како да го чека тој момент на осуда. И ниневиците поверуваа во Бога, огласија пости, се облекоа во врекишта, сите од најголемиот до најмалиот. Словото стигна до царот на Ниневија. Тој стана од престолот, ја соблече плаштеницата од себе, се облече во врекиште и седна во пепел. Тогаш по одредбата на царот и на неговите големци се огласи и се објави во Ниневија. Луѓето и добитокот, говедата и овците да не вкусат ништо, ниту да пасат, ниту да пијат вода, туку луѓето и добитокот да се покријат со врекишта, да повикуваат силно кон Бога, секој да се одврати од својот лош пат и од насилствата што се во нивните раци. Кој знае, можеби Бог ќе се смилува и ќе се одврати од својот луд гнев за да не загинеме. Бог ги види нивните дела дека се обратија од својот лош пат. Господ се сожали заради несреќата за која им се беше заканил дека ќе ја направи и не ја направи. Гледаме пак духовно пробудување во сите слоеви на општеството, од најмал до најголем, од најмлад до најстар. Јона е дефинитивно најуспешниот евангелизатор на сите времења. Зошто е тоа така? Дали е затоа што Јона многу ревносно таму проповедаше, дали е затоа што пораката му беше многу целосно опфатена, дали се кажа? Не, тоа е единствено заради Божјата милост. Бог ги употреби тие 5 збора, мал фрагмент, само едно мало делче од Божјото слово и се покаја. Тоа беше доволно за Бог да ги спаси. Ова не значи дека нашата порака треба да биде така скратена, дека ние треба дека ова е моделот на проповедање, не. Туку нашата порака секојаш треба да биде комплетна, секојаш да зборува за Божиот гнев, да ги повикува луѓето на прошкарно, да зборува и за Божијата љубов, да ги повикува на покаяние. Но во овој случај, заради тие се покаја затоа што Божиото слово е живо и делотворно, поостро е од секој меч, остар од двете страни, навлегува до разделување на душата и духот, на зглобовите и на мозокот, ги суди мислите, намерите на срцето. Тоа мало делче од Божјата порака беше доволно и Бог го искористи. И ако земеш вага и ги измериш овие 5 збора, тие тежат многу повеќе од сите човечки мудрости, сите психологии, сите анализи, ораторски убедувања и стратегии за придобивање на Божи души, бидејќи тие 5 збора беа Божјото слово. На Јона му беше многу криво. И се налути. Му се помоли на Господа и рече: "О, Господи, не го зборував ли тоа уште додека бев во својата земја? Затоа сакав да избегам во Тарсис, зашто знаев дека ти си милостив и добар Бог. Спорен на гнев, богат со милосрдие, дека се сожалуваш над несреќата. Сега ти се молам, Господи, земи го мојот живот од мене, зашто подобро ми е да умрам отколку да живеам." Господ одговори: "Лутиш ли се со право?" Јона излезе од градот и седна на исток од градот. Си направи таму колиба, седна под неа во ладовина, додека да види што ќе стане во градот. Во оваа глава го гледаме лицемерието на Јона откриено. Вистинското лице излегува на виделина. Јона знае дека Бог е милостив и протестира против Божиот карактер, бидејќи Бог се сожалува над несреќата. Седнува надвор од градот, од безмена далечина, каде што ќе може да гледа и да ужива во тоа што ќе се случува. Тој се надева дека Бог сепак ќе ги уништи нив. Можеби нивното покаяние не било искрено. Можеби на тоа се надевал. Дека можеби било само една емоционална реакција. Можеби се лажни верници. Седнува и чека да гледа спектакл, чека да гледа крв на сите страни, деца, жени, цел град, како умираат.
Веројатно чека оган да падне од небото и да гледа како горат. А Господ определи една тиква, растение да се издигне над Јона и му направи сенка на неговата глава, да го избави од неговата неволја. Јона и се зарадува многу на тиквата. Заедно со таа убава гледка која што тој ќе ја гледа, сега има и сенка за да може дополнително да ужива во гледката, удобноста. Бог му ја зголемува неговата удобност, му дава една клима, една сенка да му биде убаво. За ниневејците оган, за него ладовина. За нив проклетство, за него благослов. И тој со радост, пишува, со радост го прими благословот за него. Ова требаше да ја открие злобата и себичноста на неговото срце. Убаво ми е да бидам благословен, но не ќе ти да бидеш благословен. Но утреден при осемнувањето Бог определи црв да ја подгризе тиквата и таа се исуши. Кога огреа сонцето, Бог определи врел источен ветер и сонцето ја вжештуваше Јонината главата, сосем се истошти. Посака со сета своја душа да умре и рече подобро ми е да умрам отколку да живеам. Бог се обидува да го разбуди, да ја разбуди сочувствителноста кај Јона. И наместо оган да падне врз нив, Бог му дава само врел ветер на неговата глава, да почувствува тој лично што е тоа што им го посакува на нив. Може би ќе сочувствува малку. Тој сака оган да падне врз нив, а не може да го истрпи ни жешкиот ветер кој што Бог го испрати. И пораката е како е, дали е пријатна жештината. За нив сакаш оган, а за себе не трпиш ни топол ветер. За себе се бунтуваш поради сенката што ја снема, поради растението кое што израсне и се исуши. Намерата е да се открие лицемерноста и да се потикне сочувствителност. Но поправо Јона ќе умре отколку да прифати Божја добрина за некој друг освен за него. И Бог го праша Јона: лутиш ли се со право заради тиквата? Тој одговори: со право сум лут дури до смрт. Господ му рече: тебе ти е жал за тиквата околу која не се трудеше, ниту направи да израсте, туку во една ноќ никна и во една ноќ се исуши. Мене да не ми е жал за Ниневија, голем град во кого има повеќе од 120.000 души, кои не знаат да ја разликуваат десната рака од левата, а покрај тој многу живот. Дали е праведно? Дали е праведно ова што Јона го сака? Дали е праведно да со радост да ги прима сите благослови во неговиот живот, но кога Бог сака некој друг да благослови, да се бунтува? Тиквата, како и сите други благослови што Јона ги примил, не ги заработил. Ниту спасението Јона го заработи, Бог му ја прати рибата, Јона сакаше да умре, Бог му ја прати рибата, Бог го спаси, заслужуваше да биде убиен заради таа непокорност која што тој ја имаше. Но Бог незаслужено му даде благодат и го спаси. Сите други благослови, тиквата и сите други благослови се незаслужени. Не си ги заработил, ниту се трудил околу нив, не ги доби затоа што ги заслужуваш. Доби прошка што не ја заслужуваш и покрај твојата постојана бунтовност и непослушност. Заслужуваш само суд, а доби благослов. Зошто да биде ова само за Јона и за никој друг? На Јона му е жал за растението кое што не чувствува ни болка, кое што во еден ден никнало, во еден ден го снемало, во еден ден се исушило, нема никаква тоа растение нема никаква значајност за вечноста. Колку повеќе треба да му биде жал за луѓето? Зарем мене да не ми е жал за 120.000 луѓе кои се мои, бидејќи јас сум ги создал? Тоа е суштината. Тоа се Божи луѓе. Тоа се луѓе кои што Бог ги создал. Како и сите други луѓе. Бог се трудел околу нив, Бог направил да израснат толку. Целата книга на Јона мене ми изгледа како еден татко кој што имал два сина и едниот син го потрошил целиот негов имот и се вратил назад во покаяние.
а другиот син е љубоморен. Другиот син не се радува за враќањето на неговиот брат. И таткото се обидува да му објасни дека ова е причина за радост. Како е релевантна пораката за денес? Кој е Јона денес? Јона е огледал, Јона може да сме ние, јас и ти. Секогаш кога не се радуваме на благословот на другите, ние сме Јона. Може да знаеме многу за Бог, може да знаеме за неговите божествени атрибути, за светоста, за праведноста, за добрината, за прошката. Може да сме теолошки прецизни, исправни, ревностни за Божјата вистина, а срцето наше да биде ладно како камен за другите луѓе. И денес се Јона присутен помеѓу нас и во нас. Понекогаш се јавува религиозна ексклузивност внатре во црквата. Во сите цркви е така. 2-3 луѓе кои што сметаат дека само тие имаат вистината, дека само тие се спасените, никој друг. Сите други се лажни, сите други се теолошки некомпетентни, се световни. Јона си и кога си горд на својата деноминацијска припадност, кога со голема самодоверба во себе, кога сметаш дека собствениот поглед кон нештата е наисправниот и не се сомневаш во собствените расудувања. Лицемерието е многу тешко да го откриеме кај нас самите. Тоа е баш поради тоа што е лицемерие. Секогаш кога сме лицемерни, секогаш кога со радост го примаме својот благослов и не се радуваме за другите, ние сме Јона. Јона си кога се споредуваш со твојот брат за твојата состојба, кога ја споредуваш својата плата, кога ја споредуваш својата куќа, кога сметаш дека брат ти има повеќе од тебе, дека ти имаш помалку. Тоа е огледало, Јона е огледало на нас самите, на нашата грешност и себичност. И во моментот кога ќе го препознаеме Јона во нас, што треба да направиме? Имаме прекрасно ветување од Бог во Новиот Завет. Прво Јован, ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен да ни ги прости гревовите, да не очисти од секоја неправда. Ако речеме дека не сме сгрешиле, него го правиме лажец и неговото слово не е во нас. Има ситуации во кои што и ние сме лицемерни. Кажав дека лицемерието е... Ние за сите други гревови ќе кажеме дека ги имаме, да, ние грешни сме, ние ги имаме сите гревови, ама за лицемерието ни е најтешко да го признаеме дека го имаме. И лекот е тоа, да го признаеме тоа пред Бог, да бидеме брутално искрени пред Бог и да побараме од Бог прошка. Може да се научи и лекција за евангелизација од книгата на Јона. Оди во Ниневија и викај против нив е порака која што важи денес. Предупредување за Божјиот суд и повик кон покаяние и денес треба да бидат дел од пораката. Но исто и Божјата љубов и прошката. За жал денеска, во времето во кое што живееме, денес имаме обратен проблем. Ние денеска сакаме да зборуваме само за Божјата љубов. Затоа што ние сме тие кои што се плашиме од осуда. Многу христијани исто сметаат дека ако зборуваш за Божјиот суд, дека луѓето нема да поверуваат и дека нема да се обратат кон Бог. Книгата Јона е доказ дека не е така. 120.000 луѓе се покајале кога им било проповедано за Божјиот суд. Обично ќе речат, да, ама тоа е стар завет, во новиот не е така, во новиот треба да видиме повеќе за љубовта да зборуваме. Но и во новиот завет, Божјиот суд е дел од пораката. Исус најмногу зборуваше за судот. Исус зборуваше за огнената печка, за крцкање со заби, тоа е порака од Исус. Ако не се обратите, ако не се покаете, сите ќе загинете така. Или мислите дека оние 18 души врз кои падна Силоамската кула и ги уби беа повиновни од сите луѓе и живеат во Ерусалим? Не, но ви велам,
Ако не се покаете, сите ќе загинете така. Павле во Атина. И така, не гледајќи на времењето на незнаењето, Бог сега им заповеда на луѓето да се покајат сите и насекаде, зашто определил ден кој ќе му суди праведно на целиот свет. Павле пред Феликс. По неколку денови дојде Феликс со својата жена Друзила, која беше јудејка, го повика Павле и ги слушаше неговите зборови за верата во Исуса Христа. Кога зборуваше за праведноста, за воздржувањето и за идниот суд, Феликс се уплаши и одговори: сега оди си, кој ќе најдам време, пак ќе те поведам. Заповедано е да се зборува и да се проповеда за Божиот суд и во Новиот Завет. Дела 10:42. Тој ни заповеда да му проповедаме на народите, да сведочиме дека тој е од Бога определениот судија на живите и мртвите. Тој е во куќата на Корнели. Ние сакаме да бидеме верни на содржината и кога евангелизираме, не сакаме да ја осакатиме по раката, сакаме да останеме верни во тоа што Бог ни заповедал. Но и покрај тоа, Јона знаеше многу за законот, не беше проблем информираност, не секојаш проблем информираност. Јона знаеше многу за законот, но сепак не се покори ни на малку тоа што го знаеше. Додека паганите, морнарите, ниневејците знаеа многу малку и се покори на тоа малку што го знаеа. Израел имаше знаење за Бог, имаше пророци и ги прогонуваше, а ниневјаните се покајаа на порака од 5 збора, на еден тугинец. И за крај, Јона спиеше на дното на бродот, додека бура беснееше надвор. Морнарите беа преплашени, Јона беше фрлен во бурата на Божиот гнев. И Божиот гнев стивна. После 800 години Исус спие на дното на бродот, на еден чамец, додека надвор беснее бура. И учениците беа преплашени. И кога Исус беше фрлен во бурата на Божиот гнев на крстот, учениците беа спасени и сите кои што веруваат во него беа спасени. Исус ја смири бурата на Божиот гнев. Нека Бог постојано не подсетува за прошката, која што ја добиваме од него без да ја заслужиме, и за Божјата љубов, и да не ја ограничуваме Божјата љубов само за нас. Да знаеме дека Божјата љубов се протега и надвор од границите на нашата црква, исто како што се протега и надвор од границите на Израел.